Европската недела на мобилност има за цел да ја подигне јавната свест од придобивките од пешачењето и движењето, значи од мобилноста на граѓаните, и воедно да ги поттикне и локалните власти и институциите да преземаат што повеќе мерки за подобрување на инфраструктурата, која што е потребна за да се обезбеди овој начин на мобилност на граѓаните, и да се воведат нови иновативни мерки со што крајна цел е да се придонесе кон здравјето, подобрување на здравјето на луѓето, а да се придонесе и за намалување на сообраќајниот метеж и во крајна линија намалување на загадувањето на животната средина. Јавното претпријатие за просторно и урбанистички планови се приклучува кон кампањата Европска недела на мобилност преку јавниот градски превоз. Со цел да ги стимулираме граѓаните да го користат јавниот градски превоз, а и со желба за да обезбедиме почиста животна средина, обезбедуваме бесплатно возење на автобусите на сите 3 линии низ градот на ден 19 септември четврток. Апелираме до граѓаните за поголемо користење на јавниот градски превоз и со цел да го зачуваме чистиот воздух. На 22.9.2019 година во склоп на Европската недела на мобилност, во која се вклучи и општина Прилеп, ќе се одржи и велосипедско дефиле, кое ќе започне од 17:30 часот, каде ќе се вози 2 круга од предвидената траса во должина од 10 км, околу 10 км. Трасата е следна, велосипедското дефиле започнува од Камена бина, па се до кружниот тек ке споменикот Прилепски бранители, потоа по улицата Димо Наредникот до крстосницата со улица Александар Македонски, потоа по улица Александар Македонски до крстосницата со Солидност, потоа по улицата 11 октомври до крстосницата со Генерал Васко Карангелески, потоа улицата Генерал Васко Карангелески до крстосницата со Бранко Секуловски, потоа по улица Бранко Секуловски до крстосницата со Јоско Јордановски, потоа по улица Јоско Јордановски до кружниот тек кај споменикот Карпалак и од споменикот Карпалак по булевар Гоце Делчев се до реклами. Така ќе се вози 2 круга. Сакам да напоменам истовремено дека булеварот Гоце Делчев од крстосницата со Прилепски бранители па се до крстосницата со Тинекс ќе биде затворена од 17 до 20 часот за оние граѓани кои нема да се вклучат во велосипедското дефиле, но во таа пешачка затворена зона ќе имаат можност да уживаат со своите најмили со различни активности во детската зона која повторно ќе биде активирана од плоштадот Александар Македонски до арт плоштадот. Таму ќе има најразлични активности за младите, младинско детско кино, работилници за најмладите и спортски активности. За крај сакам да апелирам до сите граѓани кои ќе се вклучат во велосипедското дефиле да ги почитуваат сите сообраќајни знаци и правила согласно закон и да носат соодветна опрема за возењето. Оваа година по повод Европската недела на мобилност, ние учениците од Средното општинско училиште Ристе Скиричко и гимназијата Мир Чацев спроведивме анкета во нашите училишта на тема велосипедска култура и инфраструктура. Од анкетата забележаме дека голем дел од резултатите, односно од испитаниците, поседуваат велосипеди кои воопшто не ги користат како превозно средство. Напротив, користат автомобили или автобуси, со што се соочува со проблеми на патиштата, недостаток од велосипедски патеки, како и недоволно безбедни услови за паркирање на нивните велосипеди.